Oh, a scene in a movie that's made you want to travel to another country. I mean, a lot. yeah, quite a few. I think practically every movie. A movie that made me want to travel to another place would be The Beach. I just like the idea of the isolation in it. Danny Boyle's The Beach. Leo's character and a bunch of the other characters come out onto the beach and they kind of look at the whole view, and Moby's Porcelain is playing, and that just always felt like, God, I want to be there. We watched Io Capitano. Now, I don't know that I want to travel to the Sahara Desert, but I mean, that film was so gorgeous. ちょっと古くなりますけど、僕やっぱアルビアのローレンスが好きなんで、ぜひ砂漠に一回行ってみたいなって思います。はい。I remember when I was growing up, I was really obsessed with My Fair Lady, and I just became like kind of an Anglophile for a while and wanted to go live in London. I think there's a scene in one of the Fast and Furious movies where Vin Diesel is organizing street races in Cuba, and I remember thinking, love to go to Cuba. Street race with Vin Diesel and the Fast family. Poor Things made me want to travel to wherever that beautiful boat was going. Growing up, to me, the sense of adventure in any of the Indiana Jones films, that was a huge point of inspiration. I know that Walkabout by Nicholas Roeg made me want to go to Australia and walk across the middle of it. A lot of times when I watch Swedish movies, it makes me want to go back to Sweden. Films like Let the Right One In, even though they're all vampires, but that really made me kind of miss my friends. One of the ones, I guess, that made me want to travel, and I still haven't gone, would be Apocalypse Now, because I've always heard that shoot was really wild, and I've always wanted to go to that part of the world and see where that film was made. There's a movie called Before the Rain, and it was shot in Macedonia. And it's obviously very old, and a lot has gone on that soil. And it's never left my mind. Сметам дека не треба апсолутно ништо повеќе да кажем, затоа што Глен Клоуз, мислам дека тоа го направи многу добро и го најави нашиот следен гостин. Добре дојде за Милчо Манчевски. Добре ве најдов. Како сте? Супер. Манчевски, помина 30 години откако Пред дождот беше доби номинација за Оскар. Сега, после 3 децени, можете да се сетите на првото чувство кога ја добивте веста? Па беше многу рано на Сабајле. Поради временската разлика, бе во Лос Анџелес и се јави директорот на Полиграм, затоа што Полиграм го дистрибуираше и беше еден од финансиерите на филмот Полиграм Франција. Се јави и со шега, со зафрканција, со виц, вика номиниран си и кога ќе подигаш наградата да се заблагодариш на мајка на неговата мајка. Тоа беше во Марина Дел Рейбев кога излезе номинацијата, ама тоа беше некако на опашката од сите, од еден куп патување и фестивали и награди, така да некако се беше калакурница и веќе бев изморен од целото тоа. Во материјалот кој што го видовме пред да се вклучиме тука од студиото, ја слушнавме Глен Клоуз што кажува токму за Пред дождот, и сите оние други филмови кои што беа набројани па во едно убаво друштво. Убаво друштво. Апокалипса сега. Да. Па да, мислам, луѓе го сакаат филм. Тој филм баш онака емотивно ги погаѓа. Има за другите филмови имам луѓе кои реагираат, кои ги анализираат повеќе, можеби повеќе им значат од некоја друга перспектива, ама за овој филм страшно многу луѓе емотивно се врзани и таа емоција долго ги носи. И тоа, мислам, имам луѓе кои, не знам, имаше една професорка од Бразил што дојде во Македонија, затоа што го гледала филмот. Имав во Шангај ме однесоа во едно приватно мини кино во еден голем стан, кај што се собираат луѓе, мислам полулегално дека пуштаат странски филмови, и гледам на ѕидот стои мало плакатче од Пред дождот. Има кај многу луѓе баш емотивно некако одекна тој филм. Имав една ситуација во Италија, проекција имаше на филмов пред 5-6 години, значи 1,000,000 години од како оригинално играше филмот, и ми приде еден човек, вика,
Значи, сега го гледам повторно. Не памтам ништо од приказната на филмот, на Пред дождот, кога првиот пат го гледав, ама го паметам чувството и ова е истото тоа чувство кое сега пак ми го побуди и тоа е уметност, да побудува чувство. Поправете ме ако грешам, но имам чувство дека филмската индустрија, мислам на Холивуд, во случајов е фокусиран на успехот на благајните. Сега, како во една таква ситуација да му се даде приоритет на уметничкиот интегритет и на емоцијата? Па мојот рецепт е, свесен сум за барањата на индустријата и не ги зимам предвид. Значи, јас се бавам со оно што мене ме интересира како автор. Гледам да не направам проблем на оној што го финансира филмот, значи да не се сукобувам со нивните потреби, ама не можам да ги задоволувам нивните потреби. Не е тоа во описот на моето работно место. И мене ме интересира филм кој ќе има интегритет, кој ќе постои после 30 години, после 50 години, кој ќе ми биде драго што сум го подпишал, на кои луѓе ќе реагират, а дали го гледале 20 луѓе или 20 милиони, стварно ми е сеедно. Мислам, затоа што мојот диалог е со делото, не е со благајната. И така многу помирно се спие. А мислите дека филмовите влијаат во обликувањето на општествените перспективи? Па да, иако не на оној начин на кој што обично се мисли. Мислам, цел, функција, задача, обврска на уметноста не е да биде образовна институција. Целта и обврската е да го оплеменува човекот, да му дава убавина која ќе го направи поблагороден, подобар и кон себе и кон другите, а не да држи идеолошки лекции, идеолошки предавања. Во моментов мислам дека има страшно многу притисок и врз филмот, и врз медиумите воопшто во светот, да бидат поучни. И тоа мислам дека е контрапродуктивно. Сега кога веќе споменавте дека работите треба да бидат поучни, знам дека многу ве радува работата со студентите. За нивните успеси, веќе меѓу вашите студенти има и 2 Оскари, ако не се лажам. Еден е режисер на последниот филм за Джеймс Бонд и успехот на вашите студенти говори дека воопшто не сте себични кога го пренесувате знаењето, ја откривате тајната и меѓу другото велите дека и сакате да учите од нив. Што научивте вие од вашите студенти? Првата работа што ја научив е и тоа не сега, не кога почнав да предавам. Значи, ова е кога почнав да предавам на постдипломски студии на Нью Йорк Университи, каде што најголем број од моите студенти што ги спомнувате ги завршија постдипломските. Првото што го научив е ракописот да биде поедноставен. Филмскиот ракопис да биде подиректен, да биде посуптилен, да се бави со приказната. Што е нешто што јас би требало нив да ги учам, ама они на пример тоа ми го покажаа. Јас ги учам на занет и ги терам да зборуваат од срце, а не да зборуваат со манипулација или тоа што некој друг го очекува од нив, без оглед на тоа дали е тоа некој политички спонзор или е тоа холивудско студио што бара што повеќе пари. Значи да зборуваат од срце. Ако веќе си се нашол во една ваква страшно благородна и убава и прекрасна ситуација да правиш уметност, која ја гледаат многу луѓе, биди чесен кон тоа што го правиш, немој да калкулираш. Слично и со професорувањето. Мислам, многу е убаво да пренесуваш знаење, на тоа се базира целата цивилизација, целото општество. Ние сите пренесуваме некакво знаење. Јас порано го правев тоа и се уште го правам во филмските екипи. Мислам, од тие луѓе што денес работат во Македонија и не само во Македонија, и продуценти, и кастинг директори, и глумци, еден куп од нив првата шанса има на мои проекти порано. Така да и тоа, а и формалното професорување се прекрасна работа, многу убава работа да се работи со луѓе. Ги споминавте на продуцентите, тука е директорот на фотографија. Филмот е комплексна работа
Меѓу другото, тука е и монтажата. Ке побарам од режија да ми пуштат една изјава за да можеме да ја искоментираме. Мислам дека ќе бидете пријатно изненадени. Ја ги монтирам сите ствари што ги снимам. Тоа е дел од уговорот. Затоа што ја мислам, мене ми е режијата ми е изговор за да влезам у монтажа. У монтажата уствари се прави, у монтажа се ствара правиот филмски јазик. А она се претходно доаѓа од некои други медиуми, од фотографија, од театар, од сликарство. Ако ќе влезеш у монтажа, ти можеш значењата комплетно да му ги менуваш, ритамот, пулсирањето да му го менуваш, и тоа е најдобриот дел. Баш ка работиш сам или со еден-двајца асистенти, не мораш да се грижиш толку за времето, кога ќе стигнеш, како ќе стигнеш, ако сакаш работиш 20 сати, па онда 2 дена паузираш. Да, монтажата е магија. Да, многу убава магија. Тоа е веројатно најабстрактниот дел од процесот. Ти се друго во правење филмови, посебно во неанимирани филмови, значи мораш да го врзано е со материјалниот свет. Тоа е таа локација, тоа е таа реквизита, тоа се тие глумци, па сега треба да избереш еден. А во монтажата работиш абстрактно и ја... Добро сум заклучил тогаш. Да. Мене ми е најубав дел од процесот, затоа што и во монтажата се пишува последната верзија на сценариото. Што не значи дека треба да го оставиш решавањето на сите сценаристички проблеми за во монтажа. Ама тоа што си имал намера, тоа што било на хартија и тоа што си го снимил, сакал не ќе се разликуваат. И се работата која ќе влезеш во монтажа, да видиш што стварно имаш. И да го извлечеш оптимумот. Оптимумот од снименото, а не од замисленото. Денеска технологијата возможува на екран да се стават многу работи, самите ние се наоѓаме во виртуелно студио, да се стават многу работи за кои порано можеше само да се сонува. Сега на тоа вие ќе додадете дека тоа не ги прави филмовите ниту полоши, ниту пак подобри. Прашањето ми е колку овие нови технологии можат да помогнат или да одмогнат во создавањето на уметноста, на душата која што треба да се внесе и емоцијата која треба да се разбуди? Па тоа ти дава повеќе можности, технички изразни, ама суштината не би требало да мене... Ева, вака ќе ви дадам ваков пример. Дали луѓето се подобри едни кон други, дали постојат подлабоки пријателства од како измислен телефонот во споредба со периодот пред да постои телефон. Суштината пак останува иста. Се менува динамиката, се менуваат еден куп работи, меѓутоа суштината на тоа како се однесуваме еден со друг е иста. Слично и со уметноста. Суштината на она што не привлекува кон едно уметничко дело останува иста и мислам има гениални уметнички дела создадени во една соба со само неколку глумци. Сега, ако тоа што сакаш да го раскажеш му треба раскошна визуелна подлога, многу е полесно тоа денес да го направиш одошто пред 30 или пред 50 години, затоа што денеска е изводливо, порано не било изводливо. Пред малку 2-3 кадри од Апокалипса сега имаше и ги гледам, тоа гори џунглата, и тоа стварно го направи. Тоа стварно гори. Да, тоа стварно гори. Денес тоа седи некој тип во кујна и може да го направи и ќе изгледа исто толку уверливо. Ама пак ќе кажам, дали ние емотивно ќе се врземе за таа сцена и за тој филм, не зависи многу од техниката. Нешто гениално што е создадено пред многу години ќе видиме во продолжение, па веднаш потоа ќе го искоментираме. Наградата за Тенеси беше прва голема награда пред милионски аудиториум и беше малку абсурдно македонецот Дебармало да добие награда за најдобар хип-хоп спот. Меѓутоа, тоа стварно беше добар спот и сега го гледам од дистанца.
Со право кажав гениално дело. Се сеќавате Манчевски спотот кога го снимавте? Како не, Ептен. Ова ми беше еден од првите спотови што ги направи. Пред тоа бев со една друга фирма за правење на спотови, музички спотови. Ми беше првата фирма, значи ја 5 години покушавав да работам во мојата област, не можев да најдам работа. Ме подпиша Picture Vision, со нив бев година дена и само 2 спота ми обезбедија и после ме отпуштија де факто. И како почнав со една друга, уште помала фирма, ова беше прв спот што го добивме за некој миниатурен буџет. Патувавме во Атланта, снимавме таму, снимавме на Стар Болекс, на филмска лента, црно-бел негатив. 2 недели ги убедував 3 да снимаме црно-бело, кога се сложија, одма го купивме негативот, да не се предомислат. И кога излезе, ова беше прв сингл на Arrested Development за Chrysalis Records. И на Chrysalis Records ова беше прв хип-хоп спот. И кога излезе, експлодираше. Мислам, на луѓе, пак ќе кажам, емотивно, многу им беше драг, но топол им беше и приказната, а и беше контраст со сето тоа што тогаш се работеше во хип-хоп, кое беше многу насилно и гласно и брутално и гангстер рап. Баш нека гангстерски спротивно ново и ние идевме баш спротивното да го направиме. И точно го памтам и снимањето и после експлозијата кога излезе. И после одеднаш имав повеќе понуди од што можев да реализирам во следните години и пол допред да се случи пред дождот. А само морам да кажам дека материјалот кој што го видовме од архивата на македонската телевизија, работен од новинарката Рената Поповска, претходната изјава работен од нашата колешка Гена Теодосиевска. Манчевски, пишаниот збор е во нераскинлива врска со филмската уметност. Па раскажување е и едното и другото. Така. Неодамна се случи промоцијата на Манчевски 5 есеи. Станува збор за 5 есеи пишувани во периодот од 1994 се до 2022 година. Сега кога ќе погледнете низ тие есеи, има суштинска промена во мислата, размислата, емоцијата? Сигурно има некаква. Промена има. Јас ги поминав уште еднаш, мислејќи дека ќе треба нешто да се интервенира, нешто ситно, чисто козметички повеќе од што суштински, затоа што не сакам да ја менувам суштината и немаше нешто многу за промена. Во преводите имаше малку повеќе потреба да се интервенира. Од тие 5-4 се пишувани на англиски, па преведувани на македонски, а еден обратно. Тој најстариот есеј е некако и најбезобразен. Најбезобразен како теоретско размислување, тој ми беше најинтересен. Со Кајмак постигнавте огромен успех. Мене ми е задоволство што можам да кажам дека македонската телевизија е копродуцент и наскоро ќе можат и гледачите на јавниот сервис да го погледнат филмот. Знам дека ќе го задржи вниманието на гледачите, впрочем и сето онако што вие го создавате го привлекува и го задржува вниманието на аудиториумот. Меѓутоа, што е она што вам ви го привлекува вниманието? Многу работи, разни работи. Луѓе. Сакам кога ме изненадуваат работи. Кога одам на нови места. Тие места уопште не мора да бидат гламурозни. Сакам по сокаци да скитам или по полунапуштени со коров покриени места. Сакам луѓе кои имаат многу добрина да понудат. И за нив и зборувам во филмовите мои. Еви го Кајмак и во сите од Тенеси, од пред дождот навам. Значи, добрина, безобразлук, изненадување, хумор. Се тоа ме радува. Да, македонската телевизија ни беше партнер во Кајмак. Не знам која ќе игра, се надевам скоро. Наскоро ќе бидат можат гледачите да го погледнат? Да, веројатно и во следниот филм што го спремам сега, се вика Збогом Копакабано. Ќе видиме, веројатно македонската телевизија ќе учествува и во тој. Споменавте, кажавте, сакате изненадување. Успеавме денеска да ви изненадиме со нашето виртуелно
студио, се надвам. Да, баш онака пријатно сум изненаден. Прв пат го гледам, не знам, веројатно не е многу старо, одлично, мислам, баш онака top of the line. Манчевски ни остана уште многу теми за кои што можеме да разговараме и да дискутираме, меѓутоа ќе оставиме за некоја друга прилика, за да можеме повторно да се видиме. Да имаме оправдување, да. Така. Ви благодарам многу за одвоеното време и за тоа што денеска бевте дел од наш подиум. Апсолутно.